Почитувани гледачи, добре дојдовте. Следниве неколку минути ги означувам за здравјето пред се. Затоа останете со нас и подгответе се за нови совети. Многобројни истражувања покажуваат дека пиењето кафе делува половно врз работата на црниот дроб и доведува до значително намалување на ризикот од развој на цироза. Да слушнеме во следниот прилог нешто повеќе. Поради широката потрошувачка, кафето и неговите ефекти врз здравјето се проучувани многу пати досега. Постојат повеќе факти што треба да ги знаете за кафето. Меѓу најважните се тие дека кафето пиено во големи количини може да биде опасно за здравјето, но редовното пиење кафе во оптимални количини може да помогне во спречувањето на одредени болести. Истражувачите откриле дека оние кои пиеле по 2 шулји секој ден биле изложени на многу помал ризик од појава на цироза на црниот дроб. Цирозата представува болест на црниот дроб, настаната поради оштетување на црниот дроб од долготрајната изложеност на токсини, како алкохол, на пример, или пак поради хепатит С. Оваа здравствена состојба може да биде смртоносна, бидејќи може да доведе до уништување на црниот дроб или појава на рак. Од цироза на црниот дроб на светско ниво умираат милиони лица годишно. Авторите на студиите заклучија дека консумирањето на 2 шулји кафе дневно речиси го преполовува ризикот од цироза, односно за дури 44%. Ова е голем ефект во споредба со многуте лекови користени за превенција на оваа болест. На пример, статинската терапија го намалува ризикот од срцев удар за само 25%. Исто така, наспроти разновидните конвенционални синтетички медикаменти, кафето генерално е добро толерирано и има одличен профил на безбедност. Со оглед на високата стапка на заболување на црниот дроб, ваквите наоди се навистина важни. Позитивната интеракција помеѓу алкохолот и дебелината се зголемува, како и ризикот од болест на црниот дроб и недостатокот од специфични третмани за превенција на оваа болест поради овие фактори. Кафето се состои од над 1000 соединенија и многу од нив се биолошки активни и можат да влијаат врз здравјето на луѓето. Биолошките ефекти на кафето вклучуваат стимулација на централниот нервен систем, примарно поради кофеинот, слабење на оксидативниот стрес, антивоспалителни и антиканцерогени ефекти. Студиите спроведувани врз животни, како и наблюдувачките студии врз луѓе, укажуваат на тоа дека консумирањето кафе ја намалува зачестеноста на абнормалната функција на црниот дроб, фиброзата, цирозата и карциномот. Од здравствена перспектива, едно друго истражување потврди дека пиењето кафе може да помогне во намалувањето на крвниот притисок, намалувањето на мастите во крвта, бидејќи кофеинот го поттикнува топењето на масти. Она што е клучно да се запамети е дека штетни се не само дозите, туку и комбинациите. Имено, здравствените придобивки од кафето се однесуваат на чистото кафе, а не на мешавината од процесираното инстант кафе, бел шеќер и млеко или заменски продукти за млеко. Ваквата мешавина може да додаде непотребни калории и масти во вашата исхрана, од што можат да произлезат одредени здравствени проблеми. На здравјето помислуваме тогаш кога ќе ни се случи нешто, а лекарите препорачуваат кога сме болни да пиеме повеќе течности. Колку е тоа точно? Сите го имаат слушнато советот дека кога сме болни, мора да пиеме многу течности, например вода или топол чај, за да не дехидрираме. Но колку навистина течности треба да пиеме кога ќе не совлада болест? Во продолжение, дознајте ја оваа важна информација. Иако докторите препорачуваат пиење многу течности кога сте болни,
Вистината е дека всушност не постојат цврсти докази дека пиењето на големи количини на течности помага при било која болест. Нормално е да се изгубат повеќе течности од обично кога сте болни, што се случува поради повраќање, пролив и во случај на покачена температура потење. Освен тоа, метаболизмот може да биде забрзан, бидејќи телото е под зголемено ниво на активности. Кога сте болни, може би не би било потребна дополнителна хидратација за нивото на течности да биде избалансирано. Недостатокот на течности може да влијае на способноста на телото да се бори против инфекции, а болните луѓе може би нема да ги забележат суптилните знаци на дехидратација, како суви усни, сува кожа, главоболка, замор и намалено мокрење, бидејќи ќе мислат дека тоа е последица на болеста. Дехидратацијата може да биде последица на тоа што, кога сме болни, не ни се јаде и не ни се пие. Но внесувањето на доволно течности нема директно да влијае на инфекцијата или да го излекува самиот проблем. Течноста треба да се внесува поради повторното воспоставување на баланс меѓу електролитите и волуменот на крвта. И на тој начин хидратацијата ни помага кога сме болни. За повеќето луѓе се препорачува дневно да испијат 8 чаши вода, од 2 до 2,5 децилитри без разлика дали се болни или не. А таа количина можете малку да ја зголемите доколку не се чувствувате добро или пак имате воспаление. Клучот е во умереноста и користењето на сопствената способност за проценка. Вие сакате на своето тело да му го дадете она што му е потребно, за да оздрави и да се спротистави на болеста. Затоа фокусирајте се на одржување нормален внес на течности и на надополнување на течностите кои сте ги изгубиле. Но немојте да претерувате и да пиете преголема количина од било која течност. Прескокнувањето на поедок може да донесе до лошо однесување во текот на целиот ден. Затоа ви е потребен здрав режим на исхрана, а во следниот прилог ќе дознаете нешто повеќе. Постојат спротивставени истражувања и ставови за тоа дали појадокот е задолжителна утринска рутина. Без оглед што сте слушнале или прочитале, секогаш е најдобро прво да појадувате, а потоа да продолжите со секојдневните обврски. Ако мислите дека за време на ноќта и сонот сте го одмарале вашиот организам, тогаш грешите. Мозокот никогаш не се гаси, како ни вашето тело. За време на ноќта се уште се црпи енергија. Луѓето го пропуштаат појадокот од разни причини, но најчеста е недостатокот на време. Еве некои од грешките кои ги правиме наутро кога ќе се разбудиме. Не појадуваме. Прескокнувањето на појадокот од било која причина е прва утринска грешка која не би требало да ја повторувате. Доколку немате време за подготвување доручек, најдобро решение е да го подготвите претходната вечер пред да си легнете. На крај на краиштата, снегулки и млеко, или сок или чај, се наједноставното решение и не одземаат многу време. Прејадување за појадок. Секако дека појадокот не треба долго да трае, но тоа не значи дека треба да јадете како да не сте јаделе со денови. Здравиот оброк е задолжителен, но нема потреба да се прејадувате. Тешкиот појадок може тешко да му падне на желудникот и да го отежни варењето. Ист појадок секое утро. Снегулки и млеко секое утро се утеха во смисла да се храните здраво, но не треба да ги консумирате баш секое утро. Не само што не ги внесувате и останатите неопходни состојки, туку и брзо ќе ви здодее. Залевање со сок или вода. Храната е потребно да се изџвака, а не само да се голтне. Джвакај, не голтај, е опомена која сигурно сте ја добиле барем еднаш од вашите родители. Голтањето никако не е препорачливо, како ни заливањето со течности. Може тешко да му падне на желудникот и да го намали процесот на варење на храната. Јадење на брзина.
покрај тоа што може да го испуштите својот појадок во брзање и да се извалкате. Ваквиот начин на консумирање одзема доста енергија и наскоро повторно ќе огладнете. Сигурно сте слушнале за благодетите на медот. Овој пат ви откривам неколку факти и придобивки за медот. Да слушнеме. Дали знаете како настанува медот? Кој е неговиот хемиски состав и зошто е лековит? Еве, како настанува медот? Медот е прехранбен производ кој домашните пчели го произведуваат од цветниот нектар или од другите излачувачки материи на растенијата. Тие го собираат, трансформираат, го мешаат со специфични материи кои самите ги произведуваат, го складираат и го оставаат да созрее во саќето на пчелината кошница. Ако се приближиме до таа дрвена палата, која лете, нагостува 7000 пчели, а зиме 15.000 збиени околу матицата. Па во мир и тишина, без нагли движења, го наблюдуваме движењето на илјадници пчели, како го принесуваат поленот, прополисот, водата, но пред се, некатарот, ќе сватиме колкав труд е вложен во само 1 килограм мед. За секој килограм мед потребно е 70.000 пчели да посетат околу 7 милиони цветови, од кои што ќе го собера сладкиот нектар намирисан со ензими сместени на дното од цветната чашка. Нектарот содржи собствени ензими, но тоа се уште не е мед. Кога ќе го вшмука, пчелата го меша со излачувањето од устата и од жлезите во грлото, а при враќањето во кошницата го предава од уста на своите сестри, за и тие да го збогатат со своите ензими. Дури откако смесата ќе биде готова, таа внимателно се става во саќето во одредено количество. За да се забрза постапката на сушење на медот, пчелите почнуваат да брмчат со крилјата и создаваат воздушна струја на самиот влез во кошницата. Така доведуваат сув воздух во внатрешноста на кошницата и тоа се додека медот не ја добие потребната влажност од околу 70%. Тогаш пчелите го затвараат саќето со восочен капак, но пред тоа во медот шприцуваат еден дезинфекц за да го зачуваат од било какви промени. Всушност, тоа е мравја киселина сместена во посебни жлезди на екстремитетите. Пчеларот го вади саќето и го става во посебна центрифуга, со помош на која го извлекува течниот мед, кој потоа го остава да дозрее. По неколку месеци настанува природен производ со зачувани ензими, арома и мирис. Кој е хемискиот состав на медот? Хемискиот состав на различни сорти мед е различен и зависи од видот на растенијата од кои е собран нектарот, како и од климатските услови. Зрелиот мед е густ и содржи околу 60 различни материи. Во неговиот состав влегуваат железото, сулфурот, бакарот, хлорот, калциумот, калиумот, натриумот, јодот, фосфорот, алуминиумот, магнезиумот, а во некои сорти се среќава и радиумот. Медот содржи 0,5% минерални соли. Медот не е само вкусен производ, кој може да се употребува како десерт, туку представува комплекс од хранливи елементи, витамини и други материи. Во неговиот состав влегуваат 76% шекер, глукоза околу 30%, фруктоза околу 40 до 43% и сахароза од 1 до 2%, 5,5% други јаглехидрати, 17,2% вода, 1,2% органски киселини, јаболкава, винска, лимонска, млечна, мравја и други. 0,8% азотни материи, минерални материи, витамини, ароматични обоени материи, каротин, хлорофил и многу други. 0,18% восок и пепел. Кои се лековитите својства на медот? Превенција од канцер и кардиоваскуларни болести.
Медот содржи флавоноиди и антиоксиданси кои можат да помогнат во намалување на ризикот од развој на некои типови на канцер, како и срцеви заболувања. Медот го намалува ризикот од развој на улцери и други гастроинтестинални нарушувања. Има антибактериско, антивирусно и антифунгално дејство. Помага во намалување на кашлица и воспалено грло. Помага во регулација на нивото на шекер во крвта. Иако медот содржи прости шекери, сепак комбинацијата од глукоза и фруктоза не дозволува брзо покачување на нивото на шекер во крвта. Медот го зајакнува имуниот систем. Комбинацијата од витамини, минерали и значени елементи во трагови е одлична за потекнување на работата на имуниот систем. Медот е одличен за кожата, ја храни и ја прави еластична и мека. Подгответе си маска за лице со мед и чија семе, која ќе ја направи вашата кожа сјајна, еластична и сепак свежа. Понекогаш ви се има случајно да не можете да станете од кревет, бидејќи е потребно да му дадете на своето тело енергија која може да се бори со умората. Следниве совети ќе ви помогнат да дознаете како да го направите тоа. Најдобрите намирници за повеќе енергија. Нутрицистите постојано советуваат кога луѓето се ставаат на некаков режим за исхрана, да внесуваат храна која им дава енергија, наместо да гладуваат или пак неправилно да се хранат, а како резултат на тоа да се чувствуваат уморно и без енергија. Без разлика дали сте на диета или не, овие совети ќе ви послужат намирници што ќе ви дадат енергија без да ви ги накачат килограмите. Јогурт. Јогуртот во комбинација со житарици или пак сам по себе дава одлична доза на калциум, односно пробиотици. Ова помага во варењето на храната, одржување на природната флора во желудникот и подобрување на имунитетот. Јаткасти плодови, ореви, лешници, бадеми и другите плодови што спаѓаат во оваа група, со својата хранливост му даваат на организмот голема количина на енергетско гориво. Печорки. Една рака печорки содржи околу 50% од потребниот дневен внес на железо во организмот, што е потребно во пренесувањето на кислородот во крвотокот. Без доволно кислород во главните органи може да се чувствуваме уморни и летаргични. Лосос. Киселината омега-3 ја има во големи количини во лососот, а таа помага во намалување на холестеролот во телото, а богата е со протеини, витамин B6 и други хранливи супстанции. Спанаќ. Спанаќот содржи голема количина на железо, магнезиум и калиум. Магнезиумот игра улога во производството на енергија, а во комбинација со калиумот го подобрува варењето на храна и регулирање на функциите на нервите и мускулите. Вода. Не можеме да престанеме да повторуваме колку е важна водата за здравјето. Водата помага во транспортот на хранливи состојки и кислород во клетките, кои ако ги имате во мала количина, може да чувствувате вртоглавица и умор. Затоа не заборавајте постојано да пиете вода. Јајца. Јајцата се најголемиот избор на протеин. Одлични се за враќање на енергијата после вежбање или за да имате доволно енергија за да го започнете денот. Свеж, сезонски зеленчук. Со сезонскиот зеленчук, но и овоше, се внесуваат здрави и правилни хранливи состојки. Доколку плодот е пакуван, ја губи свежината и дел од хранливоста. Затоа се препорачува да се јадат продукти што ги нуди моменталната сезона. Тука завршува уште една емисија, а за нова и исполната програма на здравието пред се очекувајте и утре. Ве поздравувам. Пријатно!